Почитувани добар ден. Поздрав до семинаристите, учесници на 55-та летна школа за македонски јазик, литература и култура. И воедно тука ја користам оваа прилика да изразам благодарност до професорката Весна Мојсова-Чепишевска, директор на овој семинар и исто така и професор на Универзитетот Кирил и Методи. Зборувате ли македонска мода е излагање кое што воедно сакам да го наменам и на сегашните и идни студенти по мода и исто така и на тие кои што се интересираат, ја пратат модата и на пошироката јавност, бидејќи сметам дека облекувањето е дел од материјалната култура и нашето културно наследство. Јас сум Лидија Георгиева, професор на Универзитетот Кирил и Методи, исто така и активен моден дизајнер, дизајнер генерално, костимограф и автор на текстови за месечниот магазин Економија и бизнис. Да почнеме со ова единственото нешто што ќе го прикажам од предисторијата, ќе го прескокнеме хеленистичкиот период. Ја одбрав ова теракотна фигурина на грчкиот бог на љубовта Ерос, бидејќи ми се допаѓаше фактот што тој обично се презентира без облека, овдека е презентиран со една драперија, десната рака е покриена, левата рака е слободна. И тоа што ми се чинеше како интересно е фактот што секако имаме една комбинација со облека и крилца. Но сепак да се префрлиме на овој век, Стоби е населба која што е дел од Римското царство, наоѓајќи се на една поволна географска положба. Стоби била една населба која што во тој момент била меѓу најзначајните римски населби на оваа територија. Се занимавале со трговија и на сол и луѓето воделе прилично лагоден, да го наречеме, и богат живот. Погледнете го само овој прекрасен поден мозаик на куќата Перистерија. Тука имаме, значи, геометриски мотиви, имаме флора, фауна, имаме фонтана во средина. Значи, еден навистина убав, богат живот. Овие луѓе тука имале во оваа населба, имале антички театар, имале бања, имале водовод, имале улици, нели познатата Вија Игнација. Па ајде да видиме овие луѓе, значи, како биле облечени. Тука имаме двајца мажи, предпоставувам млади мажи на презентирани на овој барелјев, бидејќи носат кратки туники и едниот гледам дека носи, предпоставувам, кожни римјанки, сандали кои што денеска нели ги нарекуваме римјанки. Имаме едно дете кое што носи наметка, тогаш се нарекувала пенула и со качулка. И имаме, предпоставувам дека е тоа матроната, домаќинката на куќата, која што е облечена типично римски, стола и пала. Подоцна, во текот кон крајот на 4. век, знаеме дека под агресијата на варварските племиња, Римското царство се распаѓа, односно се поделува на источно и западно Римско царство и нашата територија денешна потпаѓа под источното Римско царство, односно денеска позната како Византија. Многу убави сведоштва за тоа како се облекувале византиските императори имаме во познатите мозаици во Италија, во Равена. Тука имаме, нели, презентација на царицата Теодора, потоа имаме во Света Софија во Истанбул една многу убава презентација на Константин и Елена, каде што гледаме сведоштво за еден многу богато украсен и декориран костим. Додека Западното Римско царство се распаѓале, овдека навистина имаме едно царство во подем со богата облека, везена, декорирана, со скапоцени камења, но сепак мораме да нагласиме на една естетска вертикала, која што секако била влијание под влијание на христијанската мисла. Зборуваме за нормално за православното христијанско
влијание. Тоа се реперторира и кај нас, секако. За тие што не знаат што значи, што не им е познат зборот ктитор, ќе сретнете во нашите цркви, например, лик кој што држи црква во раката, тоа значи дека и нема, нели, ореал на главата, тоа значи дека тој лик го финансирал градењето на црквата. Значи, тука веќе имаме локално благородништво, кое што е облечено во византискиот стил. Го имаме деспотот Оливер, кој што е презентиран во Лесновскиот манастир, и портрет на Владислава, жената на севастократорот Владко. Тука веќе почнуваме, значи, фреските, потоа подоцна фотографијата, филмовите и тоа што сме го зачувале од нашите народни носи, отприлике ни помагаат да создадеме една слика што се носело на оваа територија и под кои влијанија се наоѓало. Еве имаме еден приказ од блиску на начинот на кој што се употребувал везот во Византија. Имаме, како што гледаме, презентација на луѓе, имаме животни, имаме геометриски мотиви, флорални мотиви, имаме исто така и разни тука животни, гледаме коњаници. Значи, прилично богат, интересен, густ и софистициран начин на везење и на декорирање на облеката. Туниките, кои што се основен дел од византискиот костим, се сепак на некој начин наследени во континуитет од Западното Римско царство, меѓутоа сега веќе тие добиваат свој сопствени карактеристики и декорација. Ајде сега малку да видиме што се случува со локалното словенско население. Значи, словенските племиња го финализираат своето преселување на оваа територија во 7 век, се населуваат од двете страни на реката Вардар и постепено влегуваат во симбиоза со локалното население, но воедно ги примаат обичаите од локалното население, постепено ги губат своите обичаи, но воедно и развиваат свој собствен идентитет и одлики. Нешто што е многу важно да се знае дека, особено за тие кои што живееле малку поизолирано, например во планинските предели, каде што морале да бидат комплетно самостојни, мораме да знаеме дека жената, домакинката, се грижала за изработување на облеката, но кога зборуваме за изработување на облеката, значи мислам на комплетно изработување на облеката, односно од изработка на предиво, па потоа изработка на платно, потоа шиење на тоа платно, па изработка на украсни, нели овдека гледаме доста украсни мотиви, везење, значи комплетно од почеток до крај изработка на облеката, не само за себе, туку и за децата и за сопругот. Гледаме спектакуларни, верувајте, навистина спектакуларни облековни предмети, кои што се, добро, тука се работи секако за невестинска носија, имаме за обични денови кошули, кои што ќе ги разгледаме подоцна, но погледнете ја само оваа, навистина, јас прв пат кога ја видов оваа невестинска носија Маријовска, едноставно занемев. Погледнете ја само оваа примордијална естетика, ова чувство за нагласен волумен, овие украсни волнени реси, па потоа имаме метални токи, кои што се изработуваат подоцна од посебни занечи. Навистина, една доста богата носија, но тука зборувам и за другите носи кои што барале исклучително познавање и мајсторство. Треба да се нагласи секако дека секој регион имал своја карактеристика, своја специфика, свои геометриски мотиви, свои символи, свои значења. Исто така приметуваме многу слојно облекување, имаме кошула, елек, скутара, потоа имаме тока, појас, капа. Сега, тоа што исто така треба да го знаеме, дека, например, ако невестата е од еден регион,
но се случило да се мажи во друг регион, требала повторно да изработи облека која што соодветствувала на регионот каде што евентуално би се преселила. Тоа значи дека таа целиот живот, од мало дете, од 5 години, се учела да везе, ја учеле незините родители, учеле да везе, па потоа постепено својот чест го собирала во сандак, својот мирас, каде што постепено, значи, акумулирала облека, тоа е интересно, значи, акумулирала облека за целиот живот, за свадби, за редовни денови, за мажот, за децата кои што ќе ги имаат подоцна, и така натаму, што е сосема спротивно, нели, од денешната брза мода. Тука е интересно за нас, на сите овие прикази, за наша среќа, русинките Олга Бетсон и Марија Малакова во почетокот на минатиот век биле на оваа територија и уредно ги насликале сите овие носи, а потоа имаме и нивна презентација на посебни облековни делови и кроеви, што за нас е навистина еден драгоцен документ од кој што можеме да учиме и да се консултираме редовно. Сега да видиме, значи, да, има региони каде што колор картата била малку потемна, региони каде што била посветла, но реално во нашата колор карта доминира црвената боја, црната боја, зелената понекогаш и на една претежно бела основа, која што нормално била, сето тоа било од домашна изработка. Сега некои од термините кои што можеби, нели, би ве интересирале, а за жал повеќе не се во употреба, на пример, домашно изработеното платно се викало клашна, потоа во носијата имаме употреба на реси, на срма, ќе ја видиме подоцна срмата од поблиску, гајтани, монистрен накид, метален накид, скутини, тоа е тој преден дел напред кој што е богато навезен, па специјален појас за опашување, невестински чорапи, капа, сокај, тоа се користи за горниот дел на главата, еден вид на марева, па потоа имаме крпа, пребрадник, подбрадник и така натаму. Исто така имаме и горна облека од бела клашна долама, но таа била за девојките, не била за невестите. Сега, еве како изгледа тоа на фотографија, значи не на илустрација, туку на фотографија. Погледнете го само овој богат вез од срма. Ова е конец срма, кој што се користи, кој што има аспект на оваа преубава старо злато боја и кој што се користи за декорирање на невестинските носи. Тука имаме преку 100, околу 100 филигрански изработени копчиња, имаме 1, 2, 3, 4 слоја на облека, а од оздола се гледа многу малку кошулата и потоа богато везен декориран ракав, па имаме појас, па имаме метален накид, тока и парички кои што се користеле против уроци. Го имаме и машкиот костим. Сега, тоа што е интересно за нас е дека оваа мијачка невестинска носија е всушност дел од колекцијата на British Museum, ни помалку ни повеќе. Интересна е приказната за овие два комплети кои што избрав да ви ги презентирам. Значи, овој Twitter профилот на Джуди Рудо, која што е куратор на British Museum и која што по повод, значи тука гледаме датум 20 мај 2018 по повод кралската свадба од цел свет и од сеот избор што го имаат во British Museum, таа решава да ја објави оваа свадбена носија која што ете за нас е прилично интересна. И морам да кажам дека кога побарав на вебсајтот на British Museum, видов дека имаат преку 500 артефакти од нашата народна носија. Тука, признавам, поделени ми се чувствата, би сакала сите овие артефакти да бидат во наша собственост, но од друга па страна сум горда, бидејќи пак во British Museum можеби повеќе луѓе ќе можат да ги видат овие работи. И секако исто така вреди да се напомене дека се доста уредно реперторирани, опишано е кој ги купил, кога ги купил, во Скопје, на пазар, 1970 година,
кога е донирано на музеот, кој го донирал и така натаму, што е прилично позитивно и добро за нас, бидејќи барем знаеме дека се добро сочувани. Еве не и во Metropolitan Museum of Art во Нью Йорк, каде што исто така уредно се репертурирани уредно е репертурирана нашата народна носија, каде што, колку што видов, имаат преку 300 предмети, облековни предмети од овој регион. Сега, тоа што е интересно е и влијанието и инспирацијата, која што, еве тука имаме еден типичен вез со геометриски, густо извезени геометриски флорални мотиви, некогаш на основа се користи како основа памук, лен, коноп, тоа што македонската жена можела, го имала на дофат на раката и можела да го обработи. Овдека имаме ни помалку ни повеќе дизајн од модната куќа Валентино од Италија и овој дизајн е дел од колекцијата, од нивната колекција Висока мода пролет 2015. Сега, погледнете го, значи, овој детал тука на ресите околу вратот, истиот детал го имаме и на нашата, значи, горе предходно што ја споменав кошулата, значи, го имаме и на нашите традиционални кошули, кои што се нарекувале порубајка. И на овој убав технички цртеж имаме еден фин приказ, шематски, како тоа изгледало и навистина е фасцинатно како тоа македонската жена од глава едноставно, во глава ја имала шемата и го изработувала. А погледнете го исто така и овој крој, кој што нема никаква врска со логиката на кроеви на Западна Европа. Сега да не биде дека само нели во Западна Европа куќите се инспирираат од нашата мода, тука имаме и наши дизајнери кои што се инспирирани. Горан Пејковски е наш дизајнер кој што замина за Холандија во почетокот на 90-тите години. Имаше доста интересна кариера и ова е една од неговите колекции. Еве тука имаме, значи, лето 2000-та, инспирирана токму од нашите народни носи. Според мене, навистина прекрасна колекција. Сега, тоа што е интересно да се спомене како извор на информации и податоци, кој што е достапен онлайн, можете да си го консултирате, да консултирате оваа публикација на Музеот на Македонија. Зборуваме за еден основен облековен предмет, џубе. Џубе инаку турски збор, но исто така и арапски збор, а на арапски е џуба, кој што значи горна машка безраковна облека. Кај нас во Македонија разликуваме 3 видови на џубе. Ова е тоа што се користело во народната носија и изработено од, значи, домашно ткаена валана клашна и богато декорирана со усучени волнени гајтани, претежно со црна и црвена боја акцентите. И повторно ќе кажам, приметете го овој интересен начин на кроење, кој што ќе го видиме малку подоцна шематизиран, за разлика од вториот вид на џубе, кој што е под влијание на подоцна, нели, нашата територија од Византија, преминува како дел од Отоманското царство, од Отоманската империја, и тука веќе и самата облека е под влијание на Отоманската империја. Овдека џубето е веќе во една полукружна форма, богат жолт срмен вес на грбот, имаме геометриско растителни мотиви, пупки, ливчиња, имаме темно сина модра чоја и богато изработен срмен вес. А во другото, во ова џубе десно што можеме да го видиме, пак имаме и додаток, значи, оптока од лисичина на вратот и на предниот дел и поставено со јагнешко крзно и со богати везови. Значи, тука имаме еден доста интересен облековен предмет.
Сега, подоцна, значи, тука веќе сме 19, крајот на 19 век, со развитокот на индустриализацијата, но претежно и со збогатувањето на христијанското население, кое што постепено сакало да се облекува како османлиите, кои што биле најбогатиот слој. Тие се облакале, значи, налик на со под влијание на турско-отоманскиот стил, и тука веќе имаме мешавина и од европската облека. Веќе тука џубето наликува на нешто што може да се сретне и во Европа, значи имаме употреба на крој еден специфичен, каде што имаме веќе капут, ракав, односно имаме термини како што се кундугун, ова што наликува, што би наликало денеска на кратко болеро, тогаш се викало кундугун. Потоа имаме сако, полка и ќурк. Постарите знаат и го слушнале терминот ќурк, помладите денеска не верувам дека воопшто и го слушнале или дека го употребуваат, но веќе имаме тука, значи, малку по-богати и поинтересни материјали, имаме кадифе, се уште има употреба на црна чоја, имаме значи обточени богати ширити, не ширити, туку обточено со крзно, со листичина, имаме украсни гајтани, имаме јагнешно крзно кожа, така што ова е секако, тука веќе зборуваме за побогатиот слој на населението. И третиот вид на џубе, кој што бил под директно влијание на европската мода, каде што веќе имаме логика една на европски кроеви и ракави, иако на сликата изгледаат сиви, се работи за црна облека, значи четворно ткаена валана клашна, украсена со црни кадифени ленти. Тоа било типично тој стил и имаме и гледаме од страните метални копчиња и украсни гајтани. Еве како изгледал кројот, тој што е типичен локален крој на облека и кој што секако имал и своја терминологија. Значи, тука не зборуваме за ракави и за, например, брусни или такви некои термини кои што се употребуваат денеска, туку збориме за стан, поли, бочници, клинови, алтици подмишки и расцепорци разрези. Тоа е терминологија која што денеска нормално веќе не е во употреба. А кога зборуваме за употребените материјали, имаме, значи, клашна брдница, срма глободан, усучени волнени гајтани видовме кои што служат за декорација, чоја, кадифе, срма, срмени ширити, свиливни гајтани и, како што рековме, и лисичина. Сега тука имам за вас едно наградно прашање, што се тоа Френк Терзи. Исто така една многу интересна публикација, која што можете да си ја најдете на сајтот на Музеот на Македонија. Јас имав чест да ја отворам оваа прекрасна, интересна изложба во музеот и да ја погледнам во живо оваа преубава збирка на облека, градска носија и модна облека од 19 и почеток на 20 век, каде што се случува еден многу интересен феномен, типично локален, феномен во кој што фактички почнуваат да се мешаат влијанијата, богатото население христијанско, побогатиот слој имаме, значи, имам појава на трговци, на занаетчи, и тие се облекуваат во турска облека, изработена од фини, богати ткаенини. Гледаме тука на овие семени портрети, мажите носат фесови, значи типично ендотурско влијание. Мажите носат, значи, панталони кои што тоа всушност не се панталони, туку се чакшири, потури, жените носат шалвари, чинтијани, потоа горе носат минтани, фермени, елеци, либиди. Значи, тоа се изрази кои што денеска повеќе не постојат. Гледајте, значи имаме срма, гајтани, чоја, свилено памучно кадифе, нормално во употреба, памук и свила
чакшири, потури, джамадан, минтан, шалвари, фермен, надолжни риги кенари можеме да видиме тука на страна лево. Тоа се специфични ткаенини кои што се увезувале од другите градови на Отоманската империја. Тозлуци, тоа е облековен предмет кој што се користел за нозете. Значи, сето ова е локален стил кој што бил под влијание на турско-ориенталниот начин на облекување. Имам уште една интересна облека, антерија. Тоа е, значи, ја носели и жените и мажите, но во овој случај ни е презентирана оваа женска, богато украсена облека од свила. Сега тоа што треба да се знае, значи, овој стил на облекување се нарекувал ала турка, но погледнете го сега третиот дизајн. Тука веќе тоа за кој што зборував, за таа типична и интересна мешавина на влијанија, постепено, значи, богатиот слој почнува своите деца да ги испраќа да студираат надвор во Европа и тие доаѓаат облечени под влијание на европскиот костим и под влијание на европската мода. Тука веќе кон крај на 19 век имаме појава на фустан. Типично изгледот на тој фустан бил со многу набори на половината, со копчиња напред на горниот дел, со тесни ракави и украсни ширити на долниот дел, веќе имаме употреба и на тав свила, но треба да знаеме дека свилата се употребувала кај нас и во народната носија, знаејќи дека кај нас растела дудинка, црница, значи особено во јужниот дел на Македонија имало свилена буба и позната била вештината на изработка на свила. И сега да се вратиме, значи, на нашиот интересен фустан. Значи, имаме една мешавина од европско влијание, но горниот дел е чоена салтамарка со србен вез под ориентално влијание. Значи, ова се типично некои локални изгледи кои што не може да се најдат, не верувам дека може да се најдат на друго место, и постојат записи од патеписците кои што сведочат за, например, кога зборуваме за Битола, сведочат за едни интересни и живописни градски изгледи со мешавина од луѓе кои што се носеле, селаните доаѓале во народна носија, богатите занечи биле облечени ала турка, но имаме, значи, и вакви мешани облеки каде што имаме изглед ала турка, но имаме веќе и изглед познат подоцна како ала франга. Односно, тука сме веќе во почетокот на 20 век, каде што постепено се доаѓаат влијанија од Европа, се увезуваат материјали поскапи, се увезуваат тантела, се увезуваат позамантериски ленти, украсни ленти и веќе семејните портрети, како што гледаме на оваа фотографија, почнуваат да наликуваат на западните костими. Подоцна, значи, се до Балканските војни, Македонија е дел од Отоманската империја но веќе тука сме, значи, при крајот на Отоманската империја, гледаме тука, значи, маж облечен со влијание ала турка, носи фес, меѓутоа остатокот на неговата фамилија, веќе тука гледаме сако, пеперушка, кошула, жените носат фустан, шапки, така што имаме една мешавина на интересни влијанија. Сега, тука сме, значи, после Првата светска војна, ми отиде еден слайд понатака. Јас тука веќе почнав да барам во семејните архиви. Зошто? Од едноставна причина што Македонија, значи оваа територија, отпаѓа после Првата светска војна под територијата на кралството СХС, Срби, Хрвати и Словенци. Тука се населува српска администрација, тука веќе имаме
навлегување на европски влијанија, имаме градење на во Скопје, значи официрски дом, Народен театар, Народна банка, библиотека и полека, значи фокусот од Солун и Битола се префрла кон Белград. Скопје е поблиску до Белград, тука се населува, како што реков, и српската администрација и постепено, значи, влијанијата стануваат се повеќе и повеќе европски. Морам да нагласам дека народната носија е дел од изгледот на локалното население се до 50-тите години на минатиот век, но градското население се облака се повеќе и повеќе под европски влијанија, се отвараат, значи, жените шнајдерки многу брзо ја учат оваа вештина, многу брзо ги учат овие кроеви, се отвараат курсеви за шиење и се отвараат и модни салони. Еден од тие модни салони бил и на мојот дедо Владимир, кој што увезувал, значи сте можеле да одите во неговиот салон, да изберете материјал по европска мода, а потоа и тој да ви предложи дизајн и да ви скрои по мерка тоа што ви е потребно по европска мода. Баба ми тука носи фустан украсен со усукани ширити, има на главата косо поставена беретка во француски стил. Костимот на дедо ми е составен од кошула, вратоврска, джепто марамче, колку што можем да видам материјалот е од така наречени мафија страйпс, нели, под влијание на тогашниот стил прохибиција. Истото тоа го гледаме, но на тоа што е интересно на последната фотографија, дека овој троделен костум има еден специфичен начин на поставување на вратоврската и на марамчето, кој што подоцна го немам сретнато, значи малку вратоврската е издадена. На средната фотографија го гледаме во униформа на националното витештво Соколи, што исто така било едно интересно движење. Не верувам дека денеска се уште постои. И потоа веќе се селиме во период на 50-ти години, после Втората светска војна. Овие три убавици што ги гледаме со фустаните, кои што се типични за New Look, новиот изглед, под влијание, нели, на Dior. Овие три убави фустани ги сошила мојата баба, нели, во средината ја гледаме мајка ми со незините другарки. Но мене ми е посебно интересна и драга оваа фотографија од плажа, каде што имаме едно многу интересно шеширче сламено, кое што е со од азиско влијание и инспирација и со тие типични наочари за сонце од 50-тите години на минатиот век, кој што таа една интересна западно-источна мешавина прави една многу интересна силуета и изглед стилски. За на плажа баш ми е некако very stylish. И на деснава фотографија горе гледаме исто така модели со шиени од мојата баба, еден многу интересен зелен кариран костим. Ќе приметите како уредно и педантно се договорени меѓу себе мотивите и прилично складно се уредно сошиени. Најдолната фотографија е од 70 години, тоа сум јас со мајка ми на скијање. Како да ви кажам, Долчевита. Југославија. Добро, идеме кон крајот на 60-тите години. Значи, тоа што треба да го знаеме сепак за Југославија е дека во тоа време се формираат на наша територија преку 65 текстилни фабрики, гиганти. Зборуваме за Тетекс, за Астибо, за Нонча Камишова, каде што се изработува од, значи, предиво, памук, свила, волна. Во Тетекс, например, била волната, во Нонча Камишова била свилата, во Штип памукот, каде што значи се работи за изработка на една доста квалитетна облека под влијание нормално сега веќе на западната мода. И тука имаме веќе и први авторски ревии. Мојата професорка Зорка Тодорова Младеновиќ
која што ја гради својата кариера како моден креатор, тогаш е во употреба терминот моден креатор за разлика од денес зборуваме дизајнер велиме. И Елена Дончева Танчева, која што подосна ја гради својата кариера како костимограф. Значи, ова е првата авторска ревија до која што јас можев да дојдам како податок од минатиот век. Веќе имаме сигурни влијанија на стилот на 60 и 70 години од модата од минатиот век. Многу битен податок, оформување на Интекс, многу битна фирма за развојот на локалната текстилна индустрија и модната сцена, која што еве како што гледаме, значи во 1970 година се формира со цел на унапредување на текстилната индустрија и веднаш тука имаме 26 членки фабрики. Тука работат, значи, Зорка Тодорова Младеновиќ, Сунца Данаилова како модни креатори, Интекс функционира како центар, како креативен центар, гледаме тука во 80 година се формира центар за современа мода и креација, каде што Зорица и Сунца дизајнирале буквално за сите фабрики. И подоцна кратко им се вклучува и Гордана Лазарова. Тоа биле првите модни креатори на оваа територија. Сега, значи, повторно ќе се навратиме на ревиите на Зорка. Ова се модели кои што се изработени во свиларскиот комбинат Нолча Камишова, значи, зборуваме за свилени модели, објавени во Просветена жена, а тука веќе зборуваме за една колекција која што е изработена во Мирка Гинова и ако се сеќавате на нашата народна носија, ова е со инспирација од народната носија, значи изработена во фабриката Мирка Гинова со употреба на малку по груби ткаенини, со малку по груб изглед. Сега вака изгледале извештаите за мода во 80-тите години. Тука го имаме секако активен Скопски саем, побарав на time.mk, Модест бил активен, еве и гледаме и во 2000-тите. За жал Скопски саем веќе не постои, на местото на Скопски саем имаме шопинг мол денеска. А што се случува веќе во 90-тите години на минатиот век? 91-а Македонија изгласува самостојност, независност и тука имаме веќе наши деца кои што одат да студираат во странство. Маријан Певски е во Лондон базиран. Се сеќавате на изгледот на фамозниот Swan Dress на Бјорк кој што го носеше 2001 година на церемонијата за Оскари, кој што беше така прилично еден интересен и контроверзен изглед. Маријан секако потоа и пред тоа гради интернационална кариера, доста талентиран дизајнер. Тука го имаме, чекај сега вака ќе направиме. Ете така, да го видиме Горан. Тука го имаме и Горан Пејковски, кој што студира во Холандија, а подоцна доаѓа и во Париз. Го освоила првата награда на фестивалот ИЕР и веќе почнува да се плансира како независен дизајнер, но подоцна гради кариера и како дизајнер работеше за Мартин Марджела, за Lanvin, за All Saints, за Филип Лим, мислам, во Америка и така натаму. И исто така го имаме и локално, го имаме Александар Ношпал, кој што студира во Париз, но потоа се враќа во Скопје. Кога го замолив да ми испрати облека со која што највеќе се горде од својата кариера, ми рече дека најгорд е на дизајнот на униформата на гардисти. Тоа рече дека е процес кој што траел 2 години, кој што вклучувал цел тим на историчари, хералдичари, технолози, фелеристи, секако се работи за војска и морат да бидат запазени тие некои основни правила. Но исто така ми рече дека и локалната сцена највеќе го памти по фустанот на
Каролина на Евровизискиот надпревар. И сега тука негде, ајде, доаѓам и јас. Одам во Париз 89-та со француска стипендија и препорака на господинот Кристијан Лакроа. Освојувам европска награда на надпревар на млади дизајнери и потоа имам еден период, неколку години работам за куќи за висока мода, Рошас, Балман, каде што учам како се изработуваат облеки од квалитетни материјали, но особено и го учам менталитетот на луксузната индустрија. Овој модел е негде 98-99, мојата прва или втора ревија во Париз, не ме фаќате за збор. Тогаш, за жал, не ги документиравме така ревносно работите како денеска. Па еве, нема многу да зборувам, само ќе ви прикажам дел од моите колекции. Многу е тешко да се резимира 31 година, 30, не знам, не се веќе 30, но помалку, но еве дел од... Искрено не ви го покажам хронолошки. Имаме реви во Париз, во Белград, во Скопје, во Луксембург. Ова е последната ревија. Воедно се бавам и со декорација за домот. Искрено да ви кажам, многу сакам да соработувам со архитекти. Ова се некои мои дизајни во соработка со архитекти, но исто така имав и колекција керамика, сакав да видам како тоа изгледа. Потоа работев и отпечатоци за мобилни телефони, футроли, а соработувам и со Искра, имаме бренд Искра Лидија за домашно декорирање, за домашно уредување. Сега, ајде да ги разгледаме дамите на локалната сцена. Сега сме веќе 2000-ти, почетокот на овој век, каде што веќе активно делуваат наши локални дизајнери. Тања се бави со претапорте, потоа изработка на венчални фустани, имаше свој парфем и чевли. Потоа имаме Росица, која што студираше во Холандија, а денеска е активна на локалната сцена, но и пошироко на Балканот. Антонија Ристовска, која што така има малку покласичен пристап. Ја имаме и Силвија, која што има малку по, да речеме, артистички пристап. Повеќе работи сликани, површини и отпечатоци. Тука некаде во 2009-та во Скопје доаѓа Света Богова Јованова од Москва и полека го ја формира манифестацијата Fashion Weekend Скопје. Забележете го овој интересен традиционален детал на нивната фотографија. И тука веќе зборуваме за платформа која што постепено оформува една активна сцена каде што може да се презентираат и по старите и по младите дизајнери кои што се мотивирани да ги покажуваат, нели, 2 пати годишно своите дизајни. Александра Митковска, мислам дека веќе не живее тука, но се надевам дека се уште е активна, беше интересна. Сега тука веќе ја имаме и младата генерација, уште помладата, нели, Ивана Кнес е моето прво дете. Тука веќе имаме една генерација на деца кои што се, да речам, во една насока тврда, авангардна. Лудус е интересен бренд кој што се бави со унисекс облека. Во време на пандемија Мите Занов имаше една многу интересна колекција Дина, која што навистина ми се допадна. Сега тука дозволете ми да се пофалам и јас како професор. Реков на почетокот дека сум професор. Се ова што ќе ви го покажам се активности и дизајни на моите студенти. Тука го имаме Виктор, кој што се инспирираше од модата од 80-тите
и од Чернобил. Ја имаме Анастасија, која што се инспирираше од метаверзумот, и ја имаме Љубица, која што се инспирираше од внатрешниот дизајн на мобилните телефони. Тука имаме 1 и 0, нели познатиот дигитален дожд. Но имаме и студенти кои што имаат малку по-панкерски стил, да речеме, така што еве Кате на една туника ни го стави и Продиджи и Маргарет Тачер. Тука го имаме Кристијан, кој што се инспирираше од Tidal Punk. Го имаме Седат, кој што се инспирираше од модата на 80-тите години. А еве сме и во Белград. Виктор и Љубица се представија со дизајни на тема Пулс. Ова е Noise Fashion Award. А на двете десни фотографии ги имаме Медаин и Димитрина. Тука беше една многу интересна соработка. Димитрина направи фустан од макраме, кој што подоцна не се гледа многу добро на фотографијата, но овој дел Медаин го потопи во бетон. Многу интересна концептуална креација. Сега, соработуваме со амбасади, морам да се пофалам. Ова е излогот што го изработивме за Францускиот институт во Скопје. Имаме исто така реви, учества на подоле, нели погоре споменатиот Fashion Weekend Скопје. Еве уште некои реви. И ова е нашето наградно патување. Имавме неколку наградни патувања во Париз. Тука се Ајданур, Викторија и Драгана во посета на ателјето на Солин Давовил во Париз. Но имаме и на локално ниво освојувани награди. Маријан ни освои 3-та награда на конкурсот на Hyundai Driven by Design. Магдалена е победник на надпреварот за одржлива мода организиран од британската амбасада. Тука ја гледаме британската амбасадорка, која што на ревија во Музејот на современа уметност го носи дизајнот на Магдалена. Ја имаме и Викторија, која што е победник на надпреварот на ДМ за дизајн на трајни памучни торби. Ја имаме веќе тука и новата генерација на дизајнери. Нашата Ангела, морам гордо да истакнам, дека веќе се бави и со 3D дизајн. Значи, ова е комплетно дигитални 3D дизајн илустрации. Дечки, ова се моите деца. Ова се нашите успешни приказни. Погледнете само, Магдалена ни е докторант во Гент, Дани, Ангела, Софија, Катерина има свој бренд, Седат исто, Марија, Медаин ни подготвува едно интересно изненадување, се надевам ќе го видиме наскоро. Јас знам зашто се работи, но не смеам да ви кажам. Магдалена, Ерзана, Христина, Кирил, Анастасија, Моника, Кристијан, Мираци. Ова е, значи, иднината на македонската мода. Ви предлагам да ги пратиме, да ги следиме. Ќе искористам оваа прилика, значи, да изразам благодарност до мојата професорка Зорица Тодорова Младеновиќ и Бисера Бендеска од Арс Ламина, кои што ми дозволија да користам материјали од книгата на Зорка, која што е во фаза на објавување. Сите имплицирани во модата, ве молам, кога ќе се појави да ја купите, многу е значајна и битна за нас. Исто така Музеот на Македонија за нивната љубезност и соработка. Ги поздравувам тука сите македонски дизајнери, кои што со голема љубов и ентузијазам делуваат на оваа сцена, и секако и на вас ви благодарам за вниманието.